Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Министерот за здравство Беким Сали на денешната пресконференција во врска со случаите од болницата Жан Митрев рече дека како човек, доктор и професионалец чувствува длабока одговорност и решен е овој случај да го води до крај. Информира дека клиниката Жан Митрев е ставена под лупа на Државниот санитарен здравствен инспекторат и представници на Агенцијата за лекови Малмед. За 3 години Државниот санитарен и здравствен инспекторат направил 45 редовни и 55 вонредни контроли во 12 приватни болници. Во Жан Митрев спроведени се 3 редовни и 9 вонредни инспекцијски надзори. Во моментов е во тек работен состанок во Малмед со стручната служба и лица од Жан Митрев за тоа дека се вршеле клинички испитувања врз пациенти. Никој нема да биде над законот. Ова нема да биде заборавен случај, ќе го тераме до крај. Доколку се утврди одговорност, тоа и ќе има, порача Сали. Здравствените представници на пресконференцијата ги повикаа медиумите да се остави сите информации прво да се испитаат и да не се избрзува со квалификации кои допрва треба да се утврдуваат дали се точни. И можам да потврдам дека во ниедна земја сето тоа што е применето за ковид, можам да кажам дека не е базирано врз докази. Затоа што ковидот е нова инфекција, нова болест. Продолжуваме со вестите. Откако во Брисел вчера беше одржана прва меѓувладина конференција на земјава со Европската Унија за отпочнување преговори за членство, се означи стартот на скрининг процесот. Со него се предвидува да се направи проценка на македонското законодавство, институции, административна машинерија, реформи за усогласување, а владата е должна да подготви политики како би се спровеле тие. Овој процес е голема можност за вас да направите една самооценка на вашите политики и законодавство, за да утврдите докаде сте во исполнување на критериумите зададени во законодавството, рече еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски во својот говор во Брисел рече дека се надева оти процесот ќе биде брз и нагласи дека неговите очекувања се дека како што земјава најбрзо влегла во НАТО, така ќе биде и со влезот во Европската Унија. Периодот на скрининг од 14 до 16 месеци дава доволно простор за отворање на процес на диалог во собранието и дефинирање на улогата на собранието во преговорите. Мислам дека во процесот на скрининг ќе можат да се вклучат сите, да видат како тече, вели вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик. Според него, во наредниот период ќе бидат извадени клучни документи, патокази за владење на правото, за реформи во јавната администрација, за демократски институции, акцискиот план за малцинства, за да се увери јавноста и пратениците дека таму нема ништо спорно, ниту ќе има нешто страшно. На тој начин, вели, во еден диалог да дојдеме до двотретинско мнозинство за промена на уставот и за внесување на бугарите во него. Нагласи дека јасно е дека доколку тоа не го направиме, нема да можеме да одиме во следната фаза. Македонија достави еднострана изјава за јазикот до Европската Унија, која ќе биде приложена кон записникот од првата политичка меѓувладина конференција одржана вчера, откако претходно тоа го направи и Бугарија. Во унилатералната декларација се наведува дека, како што е пропишано со Уставот на Република Северна Македонија, македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се официјален јазик на Република Северна Македонија низ целата земја и во незините меѓународни односи. При склучување на какви било договори и документи на Република Северна Македонија со Европската Унија, кои содржат јазична одредба со името на сите официјални јазици на Европската Унија, како што е договорот за соработка со Frontex, тие треба да бидат подпишани на македонски јазик без никакви објаснувања, дополнувања или фусноти, стои во декларацијата за јазикот. Во таа изјава се наведува и дека за време на преговорите до нивното завршување и по приемот во Европската Унија, Македонија нема да прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик од она што е наведено во преговарачката рамка. Со приемот на Македонија во полноправно членство во Европската Унија, македонскиот јазик треба да стане еден од официјалните јазици на Европската Унија. Во меѓународното право не може да има признавање на јазик, бидејќи тоа е нешто живо, се развива и не може да се поправи. Затоа не можеме да зборуваме за признавање или непризнавање на македонскиот јазик, коментира поранешниот министер за надворешни работи на Бугарија Ивајло Калфин за БНР.
Според него, Бугарија има право да изрази национален став по однос на ова прашање, но тоа е максимумот што може да се случи. Тој додаде дека ниту бугарскиот јазик никаде во странство не е признаен со експлицитна норма, а во Бугарија, вели тој, можеме да мислиме што сакаме за македонскиот јазик, но тоа нема да доведе до никакви правни последици во странство. Продолжуваме со вестите. Северна Македонија не ги исполнува докрај минималните стандарди за елиминација на трговија со луѓе, но прави значајни напори во таа насока. Стои наведено во годишниот извештај на Стејт Департментот за трговија со луѓе во светот, пишува Гласот на Америка. Според извештајот во кој увид имал медиумот, земјава останала на второ ниво, но состојбата треба дополнително да се следи. Во извештајот кој се однесува на 2021 година се наведува дека македонските власти презеле напори за судска разрешница на повеќе случаи и развиле пристап што е ориентиран кон посттрауматска заштита на жртвите и децата од трговија со луѓе. Сепак се додава дека стандардите во повеќе клучни области не се исполнети. Земјите во овој извештај се рангирани на 3 нивоа: прво, второ и трето, при што второто има подкатегорија што подразбира дополнително следење на состојбата на една земја во борбата против трговијата со луѓе. Извештајот на Стејт Департментот за трговија со луѓе е еден од најсеопфатните извори на информации за напорите против трговијата со луѓе на владите ширум светот, а првиот документ беше објавен во 2001 година. Според податоците на Централниот регистар, во првата половина од годинава речиси 5000 фирми ставиле клуч на врата. Најголем дел од нив се од трговијата, објекти за сместување, но и од преработувачката индустрија. Економистите предупредуваат дека годинава таа бројка ќе биде поголема во однос на претходните години. По пандемијата, проблемите продолжија со руско-украинскиот конфликт и енергетската криза која драстично ги зголеми трошоците на фирмите. Најголем број од фирмите се затворени во Скопје, 1766, Тетово 277, Куманово 220, Гостивар 200 и Прилеп 188. Иранскиот врховен лидер изрази силна поддршка за рускиот претседател Владимир Путин и руската војна во Украина, обвинувајќи ги западните земји дека се противат на независна и силна Русија. Ајатолахот Али Хамнеи рече дека ако Русија не испратела војници во Украина, подоцна ќе се соочила со напад од НАТО, изјава што ја повтори реториката што Путин ја употреби пред да испрати руски сили во Украина на 24 февруари. Хамнеи, кој се сретна со Путин откако пристигна во Техеран на 19 јули, повика и на зајакнување на долгорочната соработка со Русија, се вели во соопштението на неговата веб страница. Тој рече дека бројните договори меѓу Иран и Русија, вклучително и во секторот за нафта и газ, мора да се следат и да се спроведат целосно. Председателот на Русија Владимир Путин од Техеран изјави дека е постигнат напредок во преговорите за извоз на жито од Украина преку Црното море и му заблагодари на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган за посредувањето. Договорот за кој се преговара под покровителство на Обединетите нации има за цел да пренесе околу 20 милиони тони жито блокирано во украинските силоси преку Црното море поради офанзивата предводена од Русија во Украина. Руското министерство за одбрана на 15 јули соопшти дека е подготвен завршен документ со што би се дозволил извоз на жито од Украина. Европската комисија до земјите членки на Европската унија доставила документ со што се предлага да се ослободат одредени средства од руските банки замрзнати по санкциите на Европската унија со цел да се помогне во обнова на трговијата со земјоделски и прехранбени производи. Европската унија сака совршено да стави до знаење дека ништо во санкциите не го спречува транспортот на жито од Русија или Украина. Надлежните органи на земјите членки може да одобрат ослободување на одредени замрзнати средства или економски ресурси кои им припаѓаат на банките откако ќе утврдат дека тие средства се неопходни за купување, увоз или транспорт на земјоделски и прехранбени производи, вклучително и на жито и ѓубрива, се наведува во документот. Според неименуван дипломат на кој се повикуваат дел од медиумите кои ја пренесуваат веста, тоа се однесува на 7 руски банки и од земјите членки наскоро треба да одлучуваат по ова прашање.
Пратениците во парламентот на Шри-Ланка го избраа премиерот Ранил Викременсинге за нов претседател на земјата и покрај неговата непопуларност во јавноста. Нему му предстои задача да ја изведе земјата од економскиот колапс и да го врати јавниот ред по неколку месечни масовни протести. Викремесинге има долгогодишно искуство во дипломатски и меѓународни работи и има водено клучни разговори со МВФ. Служејќи во двојна улога на министер за финансии, тој држеше неделни говори во парламентот предупредувајќи дека патот за излез од кризата ќе биде тежок. Сепак тој е крајно непопуларен кај пошироката јавност, која го гледа како остаток од владата на неговиот претходник Готабаја Рајапаска, што ја доведе земјата во економска катастрофа. Тоа беше и последната информација во овие вести.